Граѓаните се повеќе земаат кредити во февруари. Министерството за дигитална трансформација со нацрт закони за реформи. Онлайн купувањето во Србија со рекорден пораст. Европската унија ги менува правилата за издавање возачки дозволи. Важноста на имитацијата за развојот на детето. Хонг Конг, град со најдобар јавен превоз. Во февруари е забележан значителен раст на побарувачката за кредити, покажуваат најновите податоци од банкарскиот сектор. Граѓаните и компаниите се почесто се одлучуваат за заем, што укажува на зголемена финансиска активност. Според податоците, најголем пораст има кај потрошувачките кредити, кои се зголемени за неколку проценти во однос на претходниот месец. Ова укажува дека граѓаните се повеќе се потпираат на заемите за секојдневни трошоци и инвестиции. Кај стамбените кредити исто така е забележан благ пораст, што се должи на интересот за купување недвижности и стабилните каматни стапки. Експертите очекуваат трендот на зголемено кредитирање да продолжи и во наредните месеци. Банките најавуваат дека ќе продолжат со нудење поволни кредитни услови, но истовремено апелираат на внимателност при задолжувањето. Финансиските аналитичари предупредуваат дека зголемениот долг може да предизвика проблеми доколку економската состојба се промени. Министерството за дигитална трансформација ги објави нацрт законите поврзани со реформската агенда во енергетиката и дигиталниот развој. Овие документи треба да ја забрзаат дигитализацијата и модернизацијата на енергетскиот сектор. Во предлог законите се вклучени мерки за подобрување на енергетската ефикасност, воведување на дигитални услуги во управувањето со ресурсите и поттикнување на зелени технологии. Владата нагласи дека реформите се во согласност со европските стандарди. Јавноста и експертите имаат можност да достават предлози и коментари пред законите да влезат во процедура. Според Министерството, целта е да се создаде транспарентен процес кој ќе донесе долгорочни придобивки за граѓаните и економијата. Очекувањата се дека новите регулативи ќе овозможат побрз премин кон одржлив енергетски систем и дигитално управување, што ќе ја зајакне конкурентноста на земјата во овие сектори. Народната банка на Србија објави дека во 2023 година онлайн купувањето достигнало рекордно ниво со просечно 225.000 трансакции дневно. Овој податок укажува на значителен раст на електронската трговија и промените во навиките на потрошувачите. Според извештајот, вкупниот број на онлайн трансакции е за 50% поголем во споредба со претходната година. Граѓаните се повеќе користат дигитални плаќања за различни производи и услуги, а најпопуларни се нарачките за облека, електроника и храна. Зголемената доверба во трговијата се должи и на подобрените безбедносни механизми, како и на зголемениот број домашни и меѓународни продавници што нудат онлайн купување. Банките и финтек компаниите овозможија побрзи и посигурни начини на плаќање. Експертите предвидуваат дека трендот на дигитализација ќе продолжи и во 2024 година со нови иновации во електронската трговија. Владата и регулаторните тела најавуваат дополнителни мерки за заштита на потрошувачите и развој на оваа индустрија. Европската унија ја ревидираше регулативата за издавање возачки дозволи со цел да ги усогласи националните практики и да обезбеди поголема безбедност на патиштата. Новите правила се фокусираат на усовршување на обуката на возачите и процесот на испитување. Клучна промена е воведувањето на обврска за возачите да се потврдат своите вештини за возење во редовни интервали, наместо да важат за цел живот. Ова се однесува и на возачите кои веќе имаат издадени дозволи, кои ќе мора да поминат низ обновен процес на проверка. Дополнително, новите стандарди вклучуваат и напредни обуки за безбедност во сообраќајот, како и задолжителна едукација за новите технологии во возилата. Европската комисија исто така најави дека ќе се заострат критериумите за издавање дозволи во поглед на возраста и здравствената состојба на кандидатите. Овие промени се очекува да стапат на сила во следните неколку години, а земјите членки ќе имаат рок да ги усогласат своите законодавства со новите европски правила. Вистина е дека од најраните денови децата учат преку наблюдување и имитирање. Имитацијата не е само забавна игра, таа игра клучна улога во развојот на детето. Нашиот пример за нив е најсилниот учебник од кој учат за вредностите, нормите и однесувањето. Вистина е дека децата се родени истражувачи. Од нивните најрани денови, тие го наблюдуваат светот околу себе, апсорбирајќи секое движење, тон на гласот и гест на возрастните.
На пример, дете кое држи пластичен телефон и зборува сериозно, како што тоа го гледа од својата мајка, или 2-годишно дете кое се обидува да ја избрише масата, имитирајќи го својот татко. На прв поглед може да изгледа како симпатична игра, но вистина е дека овие однесувања се многу повеќе од само забава, тие се клучен дел од учењето и развојот. Вистина е дека имитацијата е природен начин на кој детето учи како да биде човек меѓу луѓето. Од едноставните дејства како што се копирање на насмевка или мафтање со раката, до посложените, како што се учењето на јазикот и социјалните вештини, имитацијата значително придонесува за развојот на детето. Вистина е дека како родители можеме да го поттикнеме овој процес на здрав и стимулирачки начин преку позитивен пример и активно учество во нивните активности. Вистина е дека имитацијата помага во развојот на емоционалната интелигенција на детето. Децата учат како да ги препознаваат и изразуваат емоциите преку гледање на реакциите на возрастните. На пример, ако родителите ја покажуваат љубовта преку загрлување или зборување со топол и смирен тон, детето ќе ги апсорбира овие однесувања и ќе ги применува кога ќе се соочи со ситуации кои бараат емпатија и грижа. Ова е основа за градење на социјални вештини, како што се споделување, помагање и справување со конфликти. Вистина е дека имитацијата има огромно влијание и на когнитивниот развој на детето. Кога децата имитираат активности како читање, пишување или правење некои домакински задачи, тие учат не само нови вештини, туку и како да ги организираат своите активности и да се фокусираат на целта. Овој процес на копирање и повторување им помага да ја разберат структурата на светот околу нив и како да ја користат за своја корист. Имитирањето на нивните родители или постари браќа и сестри им дава чувство на постигнување и независност. Вистина е дека како родители можеме да го поттикнеме процесот на имитација на здрав начин ако им обезбедиме позитивни примери. Покажувајќи љубов, грижа, почит и одговорност во нашето секојдневно однесување, децата го копираат ова и го применуваат во своето секојдневие. На пример, ако често им покажуваме како да решаваат проблеми или како да бидат љубезни со другите, тие ќе го научат тоа преку наблюдување и ќе го применат во своите интеракции со врсниците и возрастните. Важно е да бидеме свесни за нашето однесување, бидејќи децата најмногу учат преку примери, а не само преку зборови. Хонг Конг е прогласен за град со најдобро организиран јавен транспорт во светот, благодарение на неговата ефикасност и минималното време на чекање. Густата мрежа на метро линии, автобуси и трамваи овозможува брзо и лесно движење низ градот, при што просечното чекање на превоз е значително пократко од останатите светски метрополи. Оваа висока ефикасност се должи на паметните технологии, како и добро координираниот возен ред, кој ги минимизира доцнењата. Покрај тоа, користењето на Октопас картичката им овозможува на граѓаните брз пристап до сите видови транспорт, што дополнително го олеснува секојдневното патување. Иако и други градови како Токио, Сингапур и Стокхолм имаат квалитетни јавни транспортни системи, Хонг Конг останува на врвот поради неговата комбинација на брзина, достапност и задоволство на корисниците. Инвестициите во инфраструктурата и одржливите решенија продолжуваат да го одржуваат овој град како пример за урбан транспорт. Во иднина, Хонг Конг планира понатамошни подобрувања, вклучувајќи повеќе зелени и енергетски ефикасни решенија, што ќе го направи уште попривлечно место за живеење и патување. Граѓаните се повеќе земаат кредити во февруари. Министерството за дигитална трансформација со нацрт закони за реформи. Онлайн купувањето во Србија со рекорден пораст. Европската унија ги менува правилата за издавање возачки дозволи. Важноста на имитацијата за развојот на детето. Хонг Конг, град со најдобар јавен превоз.